другите панелисти. Она што еве градоначелник го кажа, а и ние за прв пат како Министерство за економија полека покушаваме да се спуштиме на локално ниво, или да се спуштиме меѓу бизнисот, или да се спуштиме меѓу институции, или да се спуштиме меѓу граѓаните. Она до пред година и пол, ја бидејќи работев во локална самоуправа, тоа и го правевме и ги знаев и проблемите на бизнис сектор, па често имавме средби, или ги знаев проблемите на невладини, или ги знаев едноставно проблемите на ова поширока заедница. Сега и пред мене, па и пред другите мои колеги се отвори една нова можност каде како Министерство има многу сектори, има 15 сектори, сигурно носечки се неколку суровини, минерали кои остваруваат сигурно и можда најголем инпут на буџет на 600-700 милиони денари, тука е енергетика и не помалку важно, она што сега колегите ќе го направат, значи мали средни предпријатија, индустрија, конкурентност, туризам и денеска ќе ги слушнеме и конкретните презентации. Она што беше и целта, што не водеше, тоа е оној самиот ботом-ап пристап, нели, да ги слушнеме, освен што ни е целта, значи да ја презентираме дел од програмите, значи на мали и средни предпријатија, на индустрија, на туризам, и да ги слушнеме потребите на бизнисот, локален бизнис, да ги слушнеме потребите на другите стейкхолдери кои се вклучени во карика на бизнисот, да ги слушнеме фондации, да ги слушнеме обичните граѓани и евентуално за следната година да направиме поубава као прво стратегија, друго да направиме поубава програма, мерките да ги дизајнираме така да бидат што поуспешни и да водат кон остварување на оние глобални политики не само на Министерството, кои на влада. Би сакал да кажам само дека не се големи пари за овие што сега станува збор. Значи, Министерство почнува со релативно мали пари, мислам дека ова година е нешто повеќе него лани, тоа ќе го кажат во презентации, ама и не се некои као што има фонд за технолошки развој, не као што имаат некои други институции што можат, али се доволно за почеток да може да се види идеја, да се препознае, да се помогне едноставно дали на бизнисот, да се помогне дали на некоја невладина, ако почне да работи во тој синџир на бизнисот за организирање на B2B средби или не знам какви, овако, за туристички манифестации, за откривање на нови туристички локалитети и така натаму. А сигурно има дели програми кои се директно се однесуваат и на самите граѓани и тоа субвенционирање. Јас затоа сега тука би застанав малку и би ви се заблагодарил за да можат и следните дискутанти да се обрадат, а полека и нашите панелисти да ги представат програмите. Ви благодарам.